Тече последниот месец од законскиот рок за објавување на резултатите од пописот спроведен во септември минатата година. По 2 одложувања во ковид услови со незавршена сезона на одмори и повици за бојкот. Исходот ќе се знае навреме, вели во интервју за 360 степени шефот на статистика Апостол Симовски. Обработката тече согласно планот, кој што го направивме уште пред да почнеме со спроведувањето на пописот, и тече нормално во рамките на планираните активности и можам со сигурност да кажам дека до крајот на овој месец ќе бидеме спремни да ги објавиме податоците од пописот. И како речиси секоја работа во земјава и пописот се одвиваше тргни застани, со апдейтирање на апликацијата и проблеми со интернет конекцијата. Врвот беше информацијата за 2 хакерски напада кои биле навреме спречени. Хакерите не се дознаа. Ние нити се обидувавме да дознаеме, бидејќи не сме капацитетни за таква една работа. Се разбира, ги пријавивме по институциите кои што се задолжени за такво нешто, немам повратна информација, но тоа е многу тешко. Нека ни е честит успешно спроведениот попис. Сепак, по 26 дена теренско попишување, директорот Симовски и неговиот заменик Илми Селами обзнанија дека пописот опфатил близу 1.830.000 граѓани. Крајот на операцијата заслужи прегратка. Самиот факт дека сме попишани 1.830 и колку беа таму веќе илјади кажува тоа дека имаме помалку население од она што го имавме со последниот попис, кога беа нешто повеќе од 2 милиона жители. Така да тоа се очекувањата, се надевам дека нема да има преголеми потреси. Не очекувам, барем од аспект на ова што веќе го имаме како податок, тука некаде би требало да се движи. Се разбира, мораме во фазата на обработката ги провериме дали има двојно попишање, дали има лица кои што не се единици на попис, дали има лица кои што не биле опфатени по било кој основ и причина. За време на пописот знаете дека пописот го спроведувавме во едни навистина ненормални околности. И додека се чекаат официјалните резултати, во јавноста веќе се слушаат прогнози за исходот од пописот, како на пример онаа на лидерот на ДПА, Мендух Тачи. Sy moet informeren doekens en met ze niet populi me shumë njerëz do të jenë Macedont, dytë do të jenë shqiptarët, трет Булгарët. Точно ли е ова? Ќе видиме за месец дена. Не би сакал да предуцирам, бидејќи не знам. Искрено не знам, нити сакав да знам целиот овој период. Оставив обработката да тече на начин како што ја замисливме, а тоа подразбира максимално отсуство на субјективизам. Не отварам врата. Друг важен момент од пописот беше повикот за бојкот. Паралелно со теренското пребројување на населението, течеше и кампањата Не отварам врата, која засебно ја водеа Јанко Бачев и Левица. Дел од граѓаните свесно ги бојкотираа попишувачите, а тоа според законот за попис се казнува со прекршочна глоба до 300 евра. Колку пријави поднесовте против граѓани што одбиваа да се попишат? Не го знам точниот број, знам дека од она што некаде околу 20.000 се регистрирани дека одбија да се попишат. Нормално толку се и пријави поднесени. Како се процесираат и така натака веќе не е во доменот на нашиот интерес, тоа си го прават институции кои што се задолжени, како ќе оди таа постапка не знам. И во моментот воопшто не се не интересирам за тоа. Кога ги поднесовте? Во текот на самото попишување. А каде ги пријавивте? Секој се пријавил до полиција. Тоа е првата инстанца. Како оди понатаму целата постапка, тоа веќе не ти завлегувам, нити знам, нити па ме многу интересира. И на крајот на кришта не е толку битно сега во моментот. Ако е целта, ако беше ние да казнуваме само во пописот, тогаш немаше ги правиме тие напори да го убедуваме населението дека е тоа контрапродуктивно, дека немаме таква намера. Но не дека не е важно кој се одбил и зошто одбил да се попише, бидејќи граѓаните имаат обврски према оваа држава. Се обративме во Министерството за внатрешни работи, таму ни рекоа дека немаат добиено пријава од вас, а праша и во подрачните единици на полицијата и таму нема пријави. Добро, не завлегам, не можам да одговорам на ова прашање во тој дел, меѓутоа повторам уште еднаш, не е целта на пописот и казниме луѓето, не е целта на било која активност што ја спроведува Државниот завод статистика да биде со принуда. Напротив,
да сватат сите дека она што го работиме во интерес на граѓаните. И мислам дека ова е занемарлива бројка во тој дел, особено кога имате таа можност и било кој да биде испуштен на било кој начин да за тие лица добијате податоци, ги имате во вашите регистри, а ги има поприличен број на податоци. Регистрите преку кои може да се проверат тие што лично не дале податоци за време на пописот, се оние на МВР, здравство, труд и социјала, УЈП. Од нив се гледа дали некој граѓанин е активен во земјава. Сите ќе бидат дел од оние кои што требаше да бидат дел од пописот, ќе бидат дел од пописот. Сеено дали да, најдобро е кој ќе даде лично податоци, бидејќи таму и некои податоци се на лично изјаснување, не може да се документираат. Меѓутоа, таквиот тип на податоци па не се суштински битни за да пропадне целиот процес. Ако не се бара дополнителен рок, зашто Симовски тврди дека нема потреба, тогаш најдоцна за 24 дена државата ќе ги дознае пописните податоци на кои чека безмалку 20 години. Очекувате на крај и да има оспорување на резултатите од пописот? Да го спроведувавме пописот во најидеални услови, да бевме најспремната институција на светот за една ваква операција, секој од учесниците беше експерт во областа, пак имаше коментари, неисполнети очекувања и така натака. Воопшто не обрнуваме на внимание на таквото нешто, заради тоа што знаеме дека целата операција направивме максимално професионално, спроведовме, дадовме можност секому да биде дел од пописот, обезбедивме услови секој да биде дел од пописот, така да воопшто нема да обрнуваме внимание на било каков коментар, а ќе ги има сигурно многу.